Добро вечер, почитувани гледачи. Очите на меѓународната заедница повторно се свртени кон Македонија. Во очекување на датум за почеток на преговори со Европската Унија, земјава повторно ќе биде на тест, овој пат за спроведување на успешни, кристално јасни, чисти, некомпромитирани председателски избори. Денеска бевме домаќини на новиот американски секретар за Европа и Евроазија, познат на македонската јавност како еден од поранешните амбасадори во земјава на САД, Филип Рикер. Тој вака вели: Преспанскиот договор го трасираше патот на Република Северна Македонија за полноправна членка во НАТО. Некако ги потврди оние наши очекувања за полноправно членство по ратификацијата и спроведувањето на Преспанскиот договор. Јасно е дека на политичката сцена во периодот што следува не чека еден пак нов политички пик. За вкупниот политички контекст пред и по изборите вечерва во студиото поканив тројца соговорници. Од мојата лева страна Филип Петровски, член на ВМРО ДПМН. Добро вечер. Добро вечер, благодарам за поканата. Ване Цветанов, сум најавила како поранешен функционер, поранешен десничар. Сегашен председател на Сдружение Зелена лупа. Добро вечер и благодарам за поканата. Го очекуваме во студиото и Алберт Муслиу, кој е политички аналитичар, но од објективни причини ќе задоцни некоја минута, но тоа нема да биде причина ние да стартуваме дебатата. Петровски, малку ми забележавте што сакав джентлменски да го почекаме Алберт Муслиу да дојде, бидејќи човекот е принципиелен кога станува збор за дебати, но еве отстапуваме некоја минута, ќе го почекаме во тек на дебатата. Нема проблем, може да се приклучи кога ќе дојде. Забележав затоа што ако ние можевме да дојдеме на време, верувам дека можеше и Алберт. Секако секогаш Алберт доаѓа на време и некогаш човек може и да погреши, нели? Се надевам него сваќаш тенденциозно нешто во однос на тебе. Не, лично да не даваме нели контекст на апартхейт. А може да го објаснам што мислам на тоа. Ама тоа не е дебата, ќе дојде господинот Муслим. Со Алберт се знам преку 20 години, кога беше председател на подмалокот на ПДП. Сме биле во дуели пред повеќе од 20 години. А преку очите на новинарите, еден од попринципиелните политички аналитичари кои секогаш излегува во пресвет и кажува свое мислење. Го памтам како политичар, на YouTube може да се најде таа емисија. Тогаш е Лазе Еленовски председател на подмалокот на СДСМ. А Ангелка Пеева на ЛДП. Пред 20 години. Во фокусо вечера треба да зборуваме за Пендаровски, за Силјановски и можеби за твојата кандидатура која се уште Па тоа е исто и од тоа време. Има добри контексти од тоа време. И за нив. Филип Петровски, денеска е 4 март. Да. Се собираат подписи до 9 март. Уште цели 5 дена, би кажала, така доаѓа цели 5 дена. Државната изборна комисија денеска соопшти 1150 подписи до сега се собрани, а се потребни 10.000. Според мене, Државната изборна комисија се занимава со политички маркетинг. Дерковски е под тотална контрола на Мицковски. Она што он има обврска да го направи е да обезбеди кандидатот на Мицковски да нема против кандидат кој што ќе ги повика членовите на ВМРО да гласат за него. Тој кандидат сум јас. Она што го кажа во Струга и го кажувам вечер во емисија, го повтори повеќе пати во секоја пригода, дека членството на ВМРО ДПМН и македонскиот народ, кој што е десничарски определен, нема да гласа за Силјановска, туку би гласал за мене. Тоа што го соопштува Дерковски, за мене е нелегитимно, затоа што станува збор за процедура која што нити е уредена, нити пак овде може да види камерата дека имам во посет еден образец кој што е тотално надвор од законски уредениот. И баш би сакал преку вашата емисија да упатам и јавно допрен глас до обвинителството на Република Македонија да истражи на кој начин се собираат подписи и зошто на образците каде што кои што се подадени од моја страна, има и мој матичен број, да не покажувам и подпис, на овие образци кои што ги имам во посед, да не ги покажуваме од преблиску имињата и броевите, нити стојат моите имиња, нити моите парафи. Како да веруваме дека ова точно што го зборувате, не ми верувајте. За јавноста прашувам јас. Да, значи ни вие, ниту јавноста, никој не сакам да ми верува, затоа сакам истражните органи да проверат што се случува. Ние во петокот пријавивме во Газибаба уште еден ваков случај, а овој образец не е од Газибаба, овој од Прилеп образец. Значи во цела Македонија има циркус со образците. Дојде полиција, направивме записник.
имаме сведоци од наша страна, очекувам да се отвори процедура. Ако не се зашто велите подопреглас, зашто вие не можеле, еве и вие Цветанов веќе сте со судството во тој да се занимавате, зашто вие како Филип Петровски се сомневате нова, велите имате еве и некои писмени докази, лично не ги однесете во јавно обвинителство? Апсолутно тоа следи. Значи, јас најавив на пресконференцијата да... и тоа. Значи, јас најавив и на пресконференцијата од која што вие уредно известивте пред некој ден, кога ги покажавме овие образци, дека ќе поднесеме кривична пријава против Државната изборна комисија. Дерковски мене ме повика, јас да сум истражал, ја не можам да истражам, ја не сум истражен орган. Ја можам само да соопштам јавно. Кој ве бойкотира? ВМРО, ДПМН или СДСМ? Ајде уште еднаш да заклучиме. Никој не ме бойкотира, народот се потпишува масовно. Гласовите, односно подписите ги нема. Просто вие фалсификат, како што видите документи, наместени работи. Кој? Од Матичната партија? Значи, јас можам да ви кажам дека Матичната партија не, врхушката да, луѓето што се блиски до Мицковски, кои што се во големо малцинство, значи он има помалку од 25% ажурирани и од 1 март се откажа од членството. Пораката која што беше објавена, односно пратена до членовите кои што не се ажурирале, беше ви благодариме на досегашната соработка, меѓутоа ние продолжуваме само со тие што се ажурираа. А тие се околу 30.000. А ВМРО имаше 170.000 членови. Колку гласови освоивте на конвенцијата на ВМРО ДПМН кога го државте? Конвенцијата беше фарс. Нити учествувавме во гласањето, нити во пребројувањето. Имавте свое обраќање од 18 минути и неколку секунди. секунди. Јас се обратив на членството на ВМРО ДПМН, говорот е на YouTube, 6 пати е погледан од говорот на Мицковски и на Владко Ѓорчев и упатувам на YouTube да го најде членството, тие што не го гледале и да го видат говорот. Не ми одговоривте колку гласови. Ама тоа е фарса. Тоа е приватна забава, Валандово 2. Битно ли е? Па да, важно ми е, математички да. Они соопштија дека бил еден глас. На вас верно ви? Не ве разочара тоа? Не. Јас не бев присутен. Почувствував искреност во вашиот говор кога се обративте на делегатите. Затоа ве прашувам дали не ве разочара. Не, јас не се обратив на делегатите, јас се обратив на членството, а делегатите ги предупредив дека со наместениот избор на Силјановска, која што е бивши министар на Бранко Црвенковски, ќе се одвојат од волјата на членството. И тоа ќе го видите на овие избори. Прашање Филип Петровски и продолжуваме со другите гости. По ова што го кажавте, а јас нај во воведот, еден од клучните тестови сега за нас ќе биде чисти, некомпромитирани претседателски избори. Очекувате ли од овој аспект чиста изборна трка? Не, јас очекувам избори со манчуриски кандидат. Се огледале филмот така, со чипирани кандидати. Ова се избори со манчуриски кандидат. Кој не го гледал филмот, уште денеска да го изгледа. Еден од кандидатите и беше на тест повеќе месеци одсутен од државата пред да се врати да биде кандидат. И апсолутно па моите тези се сосема различни од тие на Стево и на Гога. Добро вечер и за Алберт Муслио. Си дозволивме во ваше отсуство малку да ве прокоментираме, ама застанав во ваше одбрана и кажав дека принципилно секогаш сте доаѓале на време, освен сега. Да. И ви благодарам за тоа. Моето прашање беше, Филип пред малку Петровски обвини дека веќе уште пред почеток на кампања се прават одредени малверзации со собирање на потписи. Државната изборна комисија му преброја 1150 потписи, според твои информации. Не ги признав. Преку 12.000 има. И ќе ви кажам, јас имам и двојник. Значи има двојник кој што собира потписи. Тоа е оној рецепт, со Ване спомнавме пред емисијата на Владко Ѓорчев, кога ја вадеше Рада Шекерова и други. Се сеќавате на тоа, така? Ама со Рада Шекерова се одеше и до ОПСЕ. Сада сама се бунеше и во ОПСЕ за тоа. А сега не се буна. Моето прашање беше и во воведот, го поврзувам со оно очекување за датум за почеток на преговори, дека сепак важно ќе ни биде да спроведеме едни чисти, некомпромитирани претседателски избори. Можеме ли да сметаме на такво нешто после ова што го кажа Филип Цветанов Муслио? Моето мислење е дека е јасна работата, дека изборите ќе бидат кристално чисти и јасни, од причина што кандидатот за претседател Стево Пендаровски го поддржаа 31 политичка партија. Да не забораваме дека во 2014 година му беше украдена победата со некои 100.000 гласови, а тогаш имаше регуларни скоро 400.000 гласови. Значи, математиката е проста и едноставна. 500.000 гласови без гласовите од останатите партии кои што тогаш не го поддржуваа. Значи, можеме да очекуваме, според мене, повеќе од 600.000 гласови за Стево Пендаровски, така да
самата власт нема никаков мотив да оди во некаков изборен инженеринг, напротив, според мене и мое мислење дека ќе направи даде се од себе изборите да бидат мирни, јасни и демократски, затоа што си фактор и причина дали ќе отпочнеме преговори со Европската унија или не, а тоа многу изначи на владата, така да за да се продолжи патот, со НАТО е завршено, сега продолжува патот према европските интеграции. Според мене следат чисти, демократски, фер избори, каде што убедливо ќе победи... Ќе биде токму тоа да се случи. Да, и убедливо ќе победи Стево Пендаровски. Муслим? И немам ја дилема дека изборите ќе бидат фер и коректни. Се надевам дека и во сферата на финансиите ќе бидат повнимателни овој пат. И сепак имаме етаблирана и антикорупцијска комисија за спречување на корупцијата. Ако вакви инциденти има у старт, тоа треба да се расчисти. На денот на изборите дефинитивно сум сигурен дека нема ни да има толкави тензии, ни да има евентуални нерегуларности. Сите страни во моментот се мотивирани за што поголема излезност. Знаете, тензиите на изборниот ден значат некои гласачи да не излезат на гласање. Овде сите кандидатури кои се во моментот сите од своји причини тежнеат на што повисок број. Реално едната страна има повеќе шанси да победи, но на сите им требаат бројки. На опозицијската мора да помогне од своји причини, на кандидатот на албанската опозиција од своји причини, на власта од своји причини. Сите овде имаат интерес изборите да бидат фер, коректни, да нема инциденти и да бидат прогласени од меѓународните партнери као веродостојни и добри избори. А вториот круг, како ќе се одвива, тука секако дека ќе имаме математики во целиот процес, но не верувам дека некој ќе се дрзне да го наруши целиот процес и евентуално тоа да влие врз нашите евроатлантски интеграции. Колку Пендаровски е во предност? Сега веќе се прават и оние анализи политички како консензуален председателски кандидат за кој застанаа колку 30 на политички субјекти во моментов можеме да сметаме дека има одредена предност во однос. Сега реално истата има, значи они без ова коалиција која сега ја формира имаше добри бројки и на претходните избори. Сепак атмосферата е сменета, сепак има поддршка и од коалицијските партнери, и од албанските гласачи. Така да бројките верувам дека ќе бидат сериозно добри и во првиот изборен круг. Разликата што има 3 кандидати, значи дека ќе има зајакнување во вториот изборен круг. Друго ќе беше да немаше независен кандидат од албанските опозицијски партии, така да бројките ќе се рефлектира како на првиот, така и во вториот изборен круг. Но реално, мислам дека, неќем да карикирам со бројки, тие можем да ви кажам после емисијата, мислам дека не е коректно, неко мислам дека ќе има сериозна разлика веќе во првиот изборен круг. Петровски, немате ништо да прокоментирате или веќе го кажавте со Манџурски кандидат? Да. Имам моите ставови се апсолутно диаметрално спротивни од господата од другата страна. Забораваме да споменеме дека има голема фрустрација кај македонскиот народ на кој што му беше насила променето името. Македонскиот народ на 30 септември го бойкотираше референдумот и се изјасни дека е против промената на името. Сегашната власт со манчурискиот кандидат отиде на варијанта волјата да ја занемари и да ги смени на сила работите во парламент. За тоа да се случи имаше симнување на мерки притвор и носење на специјален закон за амнестија, но само за тие што се внатре во парламентот или прилагоден за тие што се внатре во парламентот. Она што сега ние би го отсликале како розова слика за Македонија која што е пред портите на Европска Унија не кореспондира со она што е надвор од студиото. Јас повеќе пати во дебатни емисии сум кажал да земеме камера, да се умешаме во живо, веднаш од тука, не знам, во аеродром, во центар и да ги прашаме луѓето дали се сложуваат со ова што се случи. И ќе ви кажам дека најголем дел не се сложуваат. Но на сцена е контролирано и дозирано пуштање на информации, контролирано и дозирано водење на институциите кои што се корумпирани од корумпираните политички елити. Они си зацртале да бидат таму. Значи, ја не велам дека не е легитимно право и правец по кој што не притискаат по секоја цена. Но, од друга страна, не треба да заборавиме дека постои голема
група silent majority која што е незадоволно. И може да се случи напротив обратното, да нема излезност на изборите. Затоа што после све мислам дека треба да бидеме внимателни кога ставот на огромниот дел на македонци го искажуваме како став за розоевиот свет што не чека од утре. Не е баш така. Една само реакција за бројките, пошто не ќе бројки да спомнувам. Дури на референдумот 610.000 гласа за ова. Збориш со пунењето на кутии во Сарајево, Рачиново? Филип. За рекордното гласање од 5,5 до 7? Сега. Кажи ми сега, мислиш дека Ама беа сега тоа ти реални бројки предпоставуваш, таму? Не, ја не предпоставувам. Не, невозможно беше да гласат. Ајде речеме 600.000 сега. Тоа ли се најевропските општини во Македонија? Сарај е најевропската општина во Македонија? Значи дело таа политичка елита си бил ти, а не сум бил сега. Кажи ми како не си бил? Па ти беше председател на подмладокот на ПДП. Ама знаеш во Ама сакаш да се амнестираш, така? Ама 20 век. Ама сега друга улога имаш. Ама во 20 век. Ама друга улога имаш. Ти ми зборуваш за. Ама ти може не памтиш ни за Гордана дека беше на Бранко министер, ама јас памтам. Но тоа е дел од нашиот Алберт, тоа е дел од нашиот багаж. Кој багаж? Ја не се нит се кријам, нит се срамам од тој багаж. Јас сум бил председател. Па дека викаш дека јас сум бил на политички елити. Ама дел од политичка елита мислам беше директор на архив. И кога ти одговараше се пребаци во беше директор на архив, беше конзул, така да кажем и кој од тие функции јас. Па не негирам ништо тоа. Ама кој рече дека ја го негирам тоа што негирам? Кој го рече дека ја го негирам тоа што сум бил? Не е објективно да се представуваш дека си аналитичар, ти беше и политичар. Јас сум бил политичар пред 20 години. Ти си бил функционер пред 2 години. Се уште сум. Така да, значи јас сум политичар. Не, ти си политичар. И повеќе сум народен трибун. Представник сум на мислењето на народот. На народните трибуни биле у друго време и концептот бил друг. И им кинеле главата. И биле други концепти. Кои концепти? Значи во име на народот. Значи никој не сме, значи не е убаво никој на народот да го каже. Не, никој не е во име на народот. Секој е. Зошто како не? Како? А зошто паѓаат? Зошто паѓаат во име на народот, ја не во име на народот? По која? По која логика? Ете, гледам, а ти мислиш дека надвор цветат ружи и розов цвет дека? Не, воопшто не цветаат ружи. Не го прашам. Ама дај да коментираме малце за причините. Ама малце за причините. Кои причини? Па за причините, кои се причини? Чекај сега да ги кажам бројките. Кои се 2-13 години се причини тие? Не се од 5 дена. Филип, ти знаеш дека јас сум Марза Минодовски. Значи бројките Филип може да ги така како? Спинува како не, сака. Ама нека се искаже. Нека се искаже. Во Сарај 100.000 гласачи нема. Не можеме да се изборам. Значи во Сарај 100.000 гласачи нема. Дури да е така ти кој што велиш, значи 600.000 гласачи гласале за. Колку е тоа проценти? Од кој? Колку треба според законот за да е успешен референдумот? Референдумот во ние сега за бројки зборува. Ама кој збори сега за треба за да е успешен референдумот? Сакаш за бројки да ме дочуеш да ти кажам или не? Или за бас? За бројки сакаш да ме дочуеш да кажам или не? Значи референдумот служено беше неуспешен. Не зборам јас за референдумот. Јас зборам за бројките. Сега слушаме за бројките зборам. Ти ми ги оспори бројките, да ти велам, ако не се 610 или 15, се 600 или 605.000, кои гласале за таа измена која ти велиш дека ќе ги деморализира граѓаните, нема да гласат. Никој не е среќен со ова што се случи, но тоа мораше да се случи и граѓаните се свесни на тоа. А за бројките, ако на референдум излегле 605.000, тогаш на председателски ќе излегле 750.000. Затоа што мотивацијата на референдум не само на гласачите, туку и на политичките партии е многу помала отколку на избори. Така да немам дилема за бројки. 750.000 не е доволно да се надмине цензусот. Тоа си е веќе друга работа. И на тоа треба да си поработат и владачките и опозицијските партии ако одлучат да идат на непостигнување на цензусот. Не е тоа прв пат да се случува во Македонија, но тоа ќе си има своји последици. Но јас сум сигурен дека бројките во првиот круг ќе бидат со добри разлики. А самиот факт што има 3 кандидати, во вториот круг ќе бидат уште подобри. Јас друго зборев. Не го спорам јас ова. Не, ние зборевме за бројките. Јас само друго зборев. Ја изгледа не сум те чул, или ти не ме слушаш мене. Или не си ме разбрал. Или ти не ме слушаш мене. Или не кеш да ме разбереш. Не. Ти знаеш дека ја добро ги разбирам работите. Така да нема за тоа. Јас ти кажувам, има големо незадоволно мнозинство. И тоа не сме да се занемари. Општеството е поделено. Со тоа што ќе му сервираме ние шлак на калта од оздола, не значи дека нема кал од оздола, дека само шлак се гледа.
па да имаше све Стресот е тогаш толку ќе ги голем. укиневме и владата, затоа Стресот што е све толку ќе беше голем. перфектно. Да, ајде Цвитанов сака. Ајде. Се согласувам со ставот на господинот Петровски дека состојбите не се сјајни, но да не заборавиме дека имавме режим до пред година и пол-две. Не се согласувам со тезите дека сегашната власт е режим, затоа што не е коректно оние кои што биле учесници во еден режим да обвинуваат една власт која што дава се од себе на демократски начин да исправи дел од работите, затоа што не е возможно да се исправи нешто за година и пол или две, кое што било свесно правено повеќе од 10 години. Да се навратам 2014 година, која бев во притвор, беа председателските избори. Во тој момент во притворот имаше представници од повеќе од 15 монтирани политички процеси. Дали знаете како тогаш се судеше? Во тоа време имав можност да прочитам една книга Битола град на конзули, мислам се викаше, за време на Турско, и бев запрепастен. Таму во тој дел, освен манаки и други работи, имаше еден судски процес за некои комитии кои што убиле турски полицајци. Судскиот процес, што беше опишан во книгата, ај мемуари, беше 100 пати по-транспарентен, фер, од тоа што се случуваше во 2013, 2014, 2015. Во притворот кога доаѓаа луѓе со пресуди во тоа време, за измислени предмети, без докази, бидејќи не што говореле обвинетите, туку што говорили затворската полиција, кои што присуствувале на самите судски рочишта. Се држаа за глава, имаше такви ситуации каде што се дава години затвор од животите на луѓето. Ние се шалевме стално како кога ќе дојде графчето, дали е погусто или поретко, колку зрна граф, толку години, така ги даваа. По 10, по 15 години. Во тоа време, без никакви докази. Ако сакаме да имаме правна држава, во иднина мора да се поддржат реформите. Од каде? Број 1, за да кажеме дека немаме режим, а се случуваат реформи. Во полицијата се најавува ветинг. Што значи тоа? Под број 1. Многу е важно тие инспектори во полицијата да си ги заслужуваат платите. Има процедури и правила како се пишува една кривична пријава и кои докази треба да ги содржи. Број 2. Обвинителството треба да биде прв филтер дали ќе ја прифати или отфрли кривичната пријава. Во време на режимот, обвинителството по дефолт прифаќаше кривични пријави, а на вересија прифаќаше доказите ќе стигнале по тоа. Го пишуваше обвинителниот акт и што се случуваше по тоа? Доказите никогаш не стигани во судска процедура. Ја бев запрепастен лично и во нашиот случај кој што се случуваше, очекувавме да видиме докази во една судска постапка. И на крај бевме запрепастени кога видовме пресуди без никаков доказ. Сега, споменав само 3 институции. Да ги споменеме сите институции. Дали знаете дека во моментов се уште постојат инспектори кои што се плашат да пишат одредена пријава, не само од полицијата, туку и од други инспекторати, затоа што од времето на режимот имало реперкусии затоа што се работеле својата работа по закон. Недостасува време, односно потребно е време и процес да се врати до вербата, прво на тие кои што имаат одредени позиции во инспекторатите, во институциите и така натаму, да работат по закон. Во институциите кои што работат управна постапка, не смеат да чепнат предмет од уплав од времето на режимот, затоа што ако шефот или директорот не им кажал да го направат, следеле реперкусии. Треба време да се врати до вербата на самите вработени во институциите, во државата, а се работи на тоа, да бидат охрабрени да си ја работат својата работа за која што земаат плата. Одговорноста треба да биде распределена према сите, ако сакаме да имаме едно општество утре, подобро општество во кое што утре ќе живеат нашите деца подобро. Да, вие зборувате за реформи, Филип Петровски зборува за нов режим, така? Јас во никој случај не се согласувам дека постои некаков режим, затоа што драматично се разликуваат состојбите во многу аспекти. Во времето на режимот. Дали се шепкаше името специјалист за пратениците да се пуштат од притвор за да променат устав на и име на една држава, тоа ли е демократија? Дали беше демократија во времето на Шарена Дрнуца Ѓорѓи го направи аболиција? Да не се враќаме на дедо Ноја. Јас знам што те боли тебе, ти си имаш лична болка, пошто си страдал, лично си страдал. Џабе е мојата болка, уште 10.000 луѓе имаат болка. Во ред. А никој од ВМРО ДПМН не се извини до денес од тоа. И не се огради. Јас ќе ти се извинам. Може ли сега ќе ти се извинам? Значи, ако си само мене, на сите жртви на сите, ама еве пошто си ти тука, јас ќе ти се извинам. Конструирано Никола Груевски. Она што ВМРО ДПМН до ден денеска преку Мицковски не може да го свати е дека не е на власт
и дека треба да се извини за грешките. Еве, ја ќе ти се извинам. Ако си политичка жртва, Не само треба мене, да на сите. Ама сега да не генерализираме сега, не можам на сите, ќе објавам јавно статус за сите. Она што можам да кажам, ако си жртва, вистина треба да бидеш третиран како жртва, треба да бидеш обештетен и треба да се отстранат аномалиите во системот. И ја разбирам твојата болка. И тука немам ништо спорно дека ако на некој таму си му сметал па те тргнал у притвор, дека од тоа не треба ти да бидеш ослободен како лична чест. Но друго ја зборам. Сега имаме на сила променето уставно име со корумпирани пратеници, со лекс специјалис и укинување на притвор истиот ден. Тоа не можеме ние да го сметаме како демократско достигнување. Погледнете циркуси има у околните држави, што му се случи и во Црногорскиот парламент на Талјат Джафери и така натаму. Но не ќам на тоа да се потпирам, тоа ми е небитно. Бидејќи имам став за Талјат и за циркусите што се случуваат со корумпираните политички елити тука од нас. Не ми треба примери од странство. Значи, немојте да продаваме една униформна розова слика, готово, Македонија крај заврши сме. Не е така. Врвот на Не е корумпираните така. политички елити во Будимпешта. Меѓу другото, ама и во Скопје. И седат во парламент. Во парламент седат. И не ја почитуваат волјата на народот. Малце да ја разлучиме ова волјата на народот, пошто многу на народ се. Значи, ако на избори председателски излезат милион граѓани да гласаат, победник на изборите се тие представник на тие 800.000 што се дома. Ама не функционира така. Ама не функционира така. И на последните избори имавме 800.000 кои гласа или 900.000, а 900.000 беа дома. Па пак председател Ѓорѓе Иванов со 500.000, не знам колку. Така да, мислам дека за председателските тоа нема да функционира како за референдумот, дека 1.200.000 беа. Ако нема цензус, ако пунат пак у Европско Сарај и Рачиново, и тоа ли ќе биде демократија и приближување кон Брисел? Ако нема цензус, ќе се одложат изборите после 6 месеци. Па супер. Така треба. Ја мислам дека ако опозицијската оди на таа варијанта да не се постигне цензус, ќе биде грешка. Не сме. Мицковски не сме. Да. Значи да не се лаже. Мислам дека не сме. А тоа го реков во старт, дека сите три страни овде имаат интерес да имаат што поголеми бројки. Секако ВМРО да има поголема бројка за да ја тргне таа љагата која има од локалните избори, каде што релативно беа мали бројките. Несоодветни на ВМРО да помане. Владеачката има интерес, значи консензуалниот кандидат има интерес да има што поголеми бројки за поспајање на кандидатите кои ќе испаднат, да си обезбеди победа. А секако албанската опозиција има интерес што поголеми бројки да има за да ја спори легитимноста на албанската владеачка. Така да верувам дека првиот круг не е спорно дека сите ќе одат на што поголеми бројки и се мобилизираат за тоа. Верувам дека и вториот круг ќе си продолжи, дека нема да се оди на бојкот, но таа опција е реално можна. Не би било тоа прв пат. Ако тоа се случи би било грешка. Затоа што ќе остави, како да ти кажам, патерн се вика тоа, начин на однесување. Нема да бидеме идеални европски кандидати. Не, државата. Нема да бидеме онака. Не, државата нема тоа да е заангажирани европски кандидати. Државата тоа нема да ја оштети затоа што и во европски држави нема гласање некое огромно. Но ќе стане, како да ти кажам, начин на однесување на една партија, бојкотирај ова, бојкотирај она, мислам дека тоа ќе биде многу негативно за опозицијската, а не дека државата ќе ги успори евроатлантските интеграции. За евроатлантските интеграции е битно финансирањето на кампањите да биде во ред, предизборната кампања да нема мешање кој што имаше држава, партија и кандидат, и трето, изборниот ден да се биде коректен. И со тоа ние ќе го заокружиме делот на процесот на избори во однос на евроатлантските интеграции. Ова друга се политички математики, но јас сум прилично сигурен дека нема да имат бојкот и дека сите ќе идат на што поголеми бројки. Филип, и прашање за сите, и за Петровски. Со вас ке почнам. Приоритети на новиот председател. Не случајно прашувам, бидејќи го преслушав вашето враќање. Моите приоритети се различни од манчуриските кандидати. Јас мислам дека треба да се поништи Преспанскиот договор. Мислам дека подитно треба да се поништи двојазичноста. Треба да се врати Македонија на илинденските и асномските принципи и председателот на Република Македонија, не на Северна, треба да направи све што е во негова моќ, а има
можности да се предизвикаат предвремени парламентарни избори. Тоа се 4 точки кои што јас ги објавив и позади кои што стојам. Ако сакате да ги образложам, ќе ги образложувам. Генерално сакам да прашам дека или да ги изложиме на критика па да ги бранам. Па да, би сакала да ги изложиме на критика, бидејќи ова вака Еве, да ги изложиме на критика па да ги бранам. Звучи можеби добро за дел од граѓаните кои не се задоволни, но тука претпоставувам има многу подпрашања за секој од ова што се кажа. На сите подпрашања може да одговорам. Ја мислам дека новиот председател треба да има приоритет да обезбеди едно 2-3 милиарди инвестиции, да обезбеди вработување и да биде во склоп на неговите ингеренции. Ова нема врска со неговата работа. Добро, ова звучи на ред, како ги погледнеме ингеренции. Ова нема врска. Знам дека нема врска, затоа го ова е поблиску до чувството на мнозинскиот народ. Значи, Филип, тоа све на избори. Добиеш на избори 300-400 и тогаш викаш ја представувам 300-400 луѓе. Народи представувале краљевите, тие биле јас сум народот и он тама представува. Него тоа кај нас е тој едно фолклорот политички кој останал. Ја народот, ти нар, сите народи се и све дека 100 народи има во Македонија. Секој во демократска парламентарна држава секој представува толку гласови колку има. Ја како Алберт представувам еден глас. Ништо поиќе и го почитувам секој глас што некој го добил. Но сега да ви кажам дека највисок орган во оваа држава е парламентот. Нит председателот, нит премиерот. Овој договор го ратификувал македонскиот парламент, го сменил уставот и он може да му ги смени ингеренциите и на председателот. Така да не е председателот како што има тенденција некој да се прикажува над сите. Не. Ја дури би го вратил изборот, начинот на избор на председател, како што беше во почетокот, се избираше во парламентот, затоа што реално нашиот председател во однос на околните председатели можеби има и најмали ингеренции. А се бира на директни избори, што е некој дефект во целиот процес. Но мислам дека победникот, значи новиот председател, треба главната улога, треба да му биде зближувањето. Главната улога треба да му биде надминувањето на своето политичко минато и да биде тој што зближува. Ние сме имале во минатото председатели кои успеале во критични моменти да ги зближат луѓето, да не фаќаат страна, туку да бидат објективни. Мислам дека тоа би била најголемата улога на новиот председател. Не да постави некој генерал или некој судија, затоа што тоа се технички работи и тука тие работи ги прават и други. Но зближувањето треба да биде главната цел на тој нов или нова на добитникот на таа функција, што кај нас не се случувало. И мислам дека тука наш најголем hendikep било тоа. Затоа што во критични моменти сме морале да се обраќаме на странци, затоа што сме немале личност домашна, која била над сите, не во смисла интелектуално, не во смисла на принципи и на интегритет, да биде над сите и да може сите да ги повика. Кај нас ностоп им се обраќање на председателите како на граѓани, како на вака, на значи ги оспорувале процесот. Се надевам дека овој изборен циклус ќе биде во ред и тој што ќе добие нема да биде оспоруван, туку ќе биде поддржуван за баш оваа улога да ја добие. Затоа што тоа му е најглавната улога. Филип, немаш коментар? Да, не сака Ваня да каже нешто. Ја можам. Би оставил просто Филип. Ја можам, значи апсолутно мислам дека убаво би било во еден идеален свет сите да сме еднакви, меѓутоа во оваа држава македонците се граѓани од втор ред. И овдека дури има веќе обриси почетна рамка на апартхејд, каде што мнозинството владее врз малцинството и тоа буквално брутално. Многу ми е жал што не размислувам како другите соговорници и што на некој начин доаѓам од по друг бекграунд и сепак не мислам дека само ја мислам вака во државата и дека сте на ризик ако мислите дека само ја мислам вака радикално, затоа што државата е доведена буквално во дефолт. Што мислам со ова? Она што го оформивме како држава на македонскиот народ во 2021 година, сега веќе не е. Според мене ни најмалку немаше услови во преамбулата се вметне Охридскиот рамковен договор, кој што до петото комунике на УЧК беше борба за територии и етничко чистење. После беше пресоблечено во одела, ја вечерва не сум во одело, овој не сум лицнат, што тоа не е битно, мислам, на оние на кои што им се обраќаме. Значи, беа пресоблечени
ставени во одела и до ден денеска, зашто велам апартхейд, се заштитени во однос на законот и имаат имунитет. Тие што во 2001 година етнички ја чистеа оваа држава. Сега тој воен конфликт е ставен во преамбулата како основа за основање на државата. Тоа секој што мисли дека низ оваа призма на сервирање на информации за НАТО и за ЕУ ќе во барабанот ќе се сврти и ќе се заборави, греши. Значи ве уверувам и ви тврдам дека за да настане помирување во општеството во смисол на фрустрацијата која што се роди после промената насилна на уставот, треба да се има малку поинаков пристап и треба да се земат во предвид и другите размислувања. Зашто мајоризацијата на помалиот дел од политичката елита остава поголем дел од расположението и подршката од народот надвор од процесот. И тие кога тогаш ќе ескалираат. Не во смисла надвор од политичкиот процес, во смисла внатре во политички. Јас се занимавам само со политички методи. Иако на 27 април бев внатре во собранието да го спречам државниот удар. Па излезе дека некој правил и втор државен удар. И велам, супер, некои сме биле маша за подкусурување, некои се во затвор сега за 27 април, а некои кои што отвараа врати го сменија уставот и имаат посебен закон за амнестија и уживаат и си зимаат платички, а го сменија името без да добијат подршка како пратеници на ВМРО ДПМН на 11 декември 2016 година од членството и десничарите во Македонија. Околу помирувањето, ако може. Некој, ако бараше брзи реформи и беше пон со гнев, тоа бевме ние, жртвите на правосудниот систем, и очекувавме брзо да се случат одредени реформи, но до денеска Јово Вангеловски се уште е председател на Врховен суд. Значи, не ни се исполнија нашите очекувања и желби на брзање да се сменат некои работи. Туку се одбра патот да се оди поред, постепено, се со цел да не се врати на гневот со гнев. Да не забораваме, во голем број на институции, се уште, особено во комисиите, се членови на ВМРО ДПМН. Во АЕК, целокупниот состав се лични пријатели на Никола Груевски. Сите до еден. Во комисијата за антидискриминација е вашиот личен пријател Даштевски. Се уште е таму и му даде документ на Никола Груевски дека е жртва на правосудниот систем кој што му послужи за азил. Значи, ако власта сакаше да врати на лошото со лошо, ќе ги направеше промените за еден месец. Но се оди за прв пат во историјата на Македонија, се почитуваат роковите кои што се дадени од собранието, кога били избрани, не се гази преку закони, се оди редоследно затоа што бавно, лека по лека се гради еден систем. Зошто? Се со цел гневот да не биде возвратен со уште поголем гнев, напротив. Луѓето да се помират постепено. И јас мислам дека во Македонија ништо не е розево, се уште рано е, но се случува еден одличен процес на помирување. Чекор по чекор се обединуваат самата кандидатура и поддршката на Стево Пендаровски од 31 партија, од сите етнички заедници, демонстрира еден огромен чин на помирување на граѓаните во оваа држава. Е една силна порака која што се испраќа и до домашната пред се јавност, и до граѓаните на Република Македонија, и до меѓународната јавност, дека се отпочнува еден процес бавен, макотрпен, на реформирање на државните институции, но чекор по чекор, постепено, не за еден ден, не за еден месец. Например, во МВР дури сега се случуваат одредени промени на началници после 2 години. Во 2006 година Сашо Мјалков и Љупчо Тодоровски за еден месец ја преземаа комплетната контрола во МВР. Ама знаете како? На сила. Знаете со користење на какви методи? Преку газење на одредени принципи, правилници и процедури. А Гордана излегуваше на пресови и велеше дека се е согласно уставот и законите. Не. На силата не се враќа со сила. Се враќа со примери за дисциплина и одговорност и правилен пристап кон институциите. Затоа што ако изградиме силни институции, ќе имаме правна држава. Не може да ја направиме за година или две, но сме на добар пат.
колосекот кој што е, а на кој што се наоѓа Република Македонија во моментов е одличен и се движиме во одличен правец. Со текот на времето ќе се средуваат работите. Не е розово, да, како што рече Алберт на почетокот. Да беше розово се и да беше само шлак, ќе ги затворевме владата, институциите и сите ќе игравме голф или ќе уживавме и ќе си теравме со шлагот. Но не е така, има многу работа. Доправа се почнува со процесот на реформа. Тоа сакам да го кажам. Благодарам. Да додадам нещо. Значи, лесно е, слушаме овие, цело време ми е овие корумпираните гласа, мас. Значи, опозиција, не, ама не е точно. Значи, во секој случај зашо бе у притвор до дента пред гласа? Од секој случај нема од мене да чуеш величање на нивните политички кариери. Кажи дека не е точно. Не. Зашо бе у притвор пред да гласа? Домашен притвор? Да. Зошто? Значи има право председател да сум го прашал ова. Има право да го повика на глас. На парламентот. Не, на парламентот. Иванов нема врска да го повика од притвор да гласа за промена на устав. Не, од устав. домашен притвор. Значи не од притвор. Него ова да го расчленам. Значи 500.000 иницијативи. 500 не, сега да се доискажам. 500.000 иницијативи имало пред Уставен суд. Како никој од загрижената опозиција не потегнал иницијатива за уставност на тој закон? Нека се потегне. На кој закон? На тој за амнестија, што викаш, за таа селективна амнестија. Дури кај невладините организации има иницијатива да се потигне пред Уставен суд иницијатива за уставност на тој закон. Само да се разјаснам. Второ, ако опозицијата е толку загрижена за владењето на правото, нека го направат исто кој што го направија со СЈО, сите нека влезат, нека изгласат уште 3 мандата, уште 60 месеци. Значи, кој во оваа држава е против владење на правото и расчистување сите криминали? Значи, тоа е проблемот. Затоа што декларативно е лесно да кажеш, овој се продал за ова, криминалци одат. Абе, во кое време сте направени ти криминали? Сега ти не можеш заев да го кривиш, зашто некој од тие криминали... Не, чакај да се, ама сега не знаеш што сакам да кажам. Не можеш заев ти да го кривиш, зашто криминали пред 5 години се правени. Тие се правени, тие криминали, и некој треба да одговара. За сега, што год криминали прават, треба да одат у затвор, за тоа, еве ти го викам, вака без некој ограничување. И ќе го подржам секој тој дел од правосудниот систем кој ќе ги гања и овие што се на власт. Но, не може само со флоскулата го сменија законот и ги спасија. Дај нека се врати, дај нека има иницијатива за уставност. Што да се врати? За закон, работата е завршена, името е сменето. Ги пушти од притвор да го сменат името. Само името е битно, а криминалот нема врска. Ама мене не ме интересира Крсто Буковски или она Нола или другите. Тоа се Ване знае кој кандидира. Само по принцип на послушност. Филип, ама мене ме се ако граѓанин ме интересира владење на право, некој прекршил закон, сакам да иде у затвор. Ако има толку интерес кај сите страни... Што сега се ментална гимнастика ли вежбаме тука и семантика, кој како ќе се изрази? Ја ти велам дека Што не го каже ова пред да го пуштат Крсто од домашен притвор? Ја му бев дома да го замолам, да ти кажам ли како си поменав кај него дома? Кога бев да го прашам, еве нека чуе македонската јавност. Бев дома да му кажам дека бидејќи поголема коалиција на организации исто така протестиравме, отидов дома кај него. Вака до мене седеа, нека кажа тако, еве и ова е допрен глас за обвинителство. Двајца полицајци со автоматски пушки внатре у собата. А он беше облечен у полициска униформа без ознаки да го изнесуваат. Као божам, кој знае колку вреден овој, како се вика Ел Чапо. Така? Ја не знам како сте влегли ако е у домашен притвор, пошто не смееш, знаеш. Значи треба блиско семејство и така, мислам има ред и домашен притвор. Сега знаеш како, сега ајде нас затворете не. Еве он го смени уставот, ама нас затворете не што влеговме. Ние не затвараме граѓански. Ја ти велам дека ако е некој Јас отидов да му кажам како заграничен граѓанин да не ми го менува уставното име. Вака се потеше. Покрај него седеше полиција. И внатре. Ама не, дали го спорив тоа? Што и? Значи, тоа не може да му се прости, а ова другова може. Не, ништо да не се прости. Јас за тоа друго зборев. Не, ништо да не се прости. Јас за тоа другото зборев, Филип. Да се одговара за све треба. Точно. Треба да одговара. Ако некој има сериозно... А најмногу ќе одговарат пред историјата што го сменија уставното име на Република Македонија. И ќе ги прати. Ако кај сите страни има интерес за владење на право, многу лесно е, Многу лесно, ако супер е тоа владење на право, си донесува закон ги амнестира. А зошто не ги амнестира тие што се во затвор? Ама не заврши правосудниот систем во Македонија со тоа. Нека обясни да не се случува. Еве, ти бараш да ти се извинам и ја ти се извинам. Зошто не ги амнестираат ти се извини во случајот детонатор?
Сите нека ги амнестираат ако е наместено. Зошто не покренете? Еве, вие сте од граѓански сектор. Ама зошто не ги покренете вие тие прашања? Имало иницијативи од граѓански сектор. Имало иницијативи и за Зашто да скапуваат таму во иднина ќе можеби ќе влеземе во разговори со новиот председател за да најдеме некое правно решение, да се решат дел од неправдите и така натаму. Мојот впечаток е дека ќе има волја и расположение да седнеме и со новиот председател на државата да побараме одредено решение во исправање на дел од нанесените неправди во минатото. До сега Ѓорги Иванов беше пречка, затоа што постоеше страф и ако се донесеше одредено законско решение за повторување на судски постапки и така натаму, дека ќе стави вето на тој закон и така натаму. Од друга страна, не сакаше ни да слушне за никаков тип на амнестија за луѓето од случајот детонатор кои што се уште гнијат во затвор. Се уште гнијат. Уште многу. Само еден случај како пример го кажувам. Уште од 15 случаи луѓе лежат во Идризово осудени по 14-15 години затвор без докази. Примерно има еден Ама за нив нема закон, така, а за пратениците имаше. И тоа на брзинка, и ги ослободија, и да се изгони. Така. Има пример каде И се од платичка се земаат, а од детонатор гнијат. Абе, види, кај нас платичка зема и Груевски е политички азилант, бе. Некој има абсурди кај нас. Намалена е, мислам, сега платата тој Груевски за одреден процент. Да, овде мора да направиме една кратка пауза и продолжуваме со дебатата. Продолжуваме со вториот дел од дебатата. Најави во воведот денеска бевме домаќини на Филип Рикер, познат ни е како еден од поранишните амбасадори. Мислам дека за една или две недели треба да биде официјално именуван за американски секретар за Европа и Евроазија. Но след ова сакам да почнам. Некако се чинеше дека Америка го одврати вниманието од Балканот, ама сега еве делегира човек на кој специјалност би рекла му е Балканот, Југоистокот. 4-5 години се врати на Балканот и иначе имаше еден период кога не беа толку присутни тука, повеќе беа нашите европски партнери и тоа проценката беше дека некои тензии или некои така ризични прашања се надминати, дека регионот влегува во помирна фаза, нели голем дел на држави во регионот стана и членки на Европска унија и НАТО. И мислам дека тоа беше причината. Европска унија е секогаш добра за менеджирање на мирнодопски ситуации. Тие го имаат ја имаат таа шаргарепата, стапот обично е во кај американците. И мислам дека им стана јасно, нарочно после по сериозното навлегување на некои источни филозофии и влијанија во регионот, не само во Македонија, и се вратија. Самото нивно враќање значеше одврзување на некои јазли кои во Балканот беа присутни, не само Македонија. Мислам, тука имаме Косово со Србија, Албанија со Грчка, Босна као сама, па Црна Гора, се што помина. Не заборавите дека сите тие критични моменти американците беа тука присутни, па дури и Грчка во целиот тој процес беше вклучена и мислам дека тоа е за поздравување, затоа што се познати по тоа да се директни и дека прашањата треба да се решат и нема кај нив импровизација на прашањата. Самото поставување на Рикер мислам дека за нашиот регион е од полза, затоа што не е некој што не го знае регионот, па треба да се запознава или ќе даде поголемо внимание на други делови на Европа и Азија. Он тука знае луѓе, а не само прашање. Да, разбира македонски дури. Ама ги знае луѓето, ги знае начинот на однесување на политичарите. Мислам дека тоа ќе биде од голема придобивка за сите во регионот. За Македонија, за нас пораката беше очекувана, били Преспанскиот договор го трасираше патот на Република Северна Македонија полноправно членство во НАТО. Малку испрати по, како да кажам, експлицитна порака до Косово во однос на она што се случува сега со Србија. Дали можеме да сметаме дека НАТО веќе е завршена, апропо пораката од Ја мислам дека НАТО е завршена. Дали е завршена работа? Да, секако дека тоа е процедура, можеме најдолгата процедура баш во нивниот конгрес и сенат е, но мислам дека и по посетите кои сме ги имале не само на високи функционери, туку и на техничкиот дел од тие институции, мислам дека тој процес е завршен. Ние сите се надеваме дека тоа што побрзо се заврши, не е лесна работа сите тие парламенти да го ратификуваат протоколот, но јас сум прилично оптимист дека целиот процес и брзо ќе заврши, така да нема да мора да чекаме многу. Датум за преговори со Европска унија? Јас сум оптимист. Но знаете, не може да се направат паралели помеѓу тоа да влеземе во НАТО интеграциите
и добивање на датумот. Датумот ако не е во јуни, дека се враќаат во агендата на апсолутно, вокабуларот на странските апсолутно. дипломати. Сега мислам скоро беше интервјуто на новата француска амбасадорка во кое што и пресконференцијата во кое што експлицитно се кажа реформи, судство, медиуми и само така треба да натаму. укажеме дека ние сме сепак сега на некоја позитивна листа во однос на нашите соседи во регионот. Вокабуларот и кон нас не беше баш мек пред година и пол, 2-3, и тој вокабулар сега се ориентира кон држави каде што некои сериозни прашања не се решени. Така да мислам дека дури таа позитивност што имаат кон Македонија ќе биде дополнителен мотив и за нашите соседни држави да ги надминат некои прашања кои не се исто така лесни. Значи не е ни косовско-српското прашање лесно прашање за надминување. Ќе требаат решенија. Цветанов? Република Македонија стана позитивен пример за целокупниот Балкан за водењето на надворешната политика. Процесот со надворешната политика е затворен. Сега доаѓа време на посветување на реформските процеси внатре во државата и после изборите се најавуваат сериозни реформи во најголемиот дел од институциите, каде што ќе следуваат и одредени законски измени на одредени закони, ќе следи средување на одредени процедури, подзаконски акти, средување на целокупната легислатива, но и имплементација на законите, заживување на одредени закони, враќање на владење на правото, се тоа кое што се повторува постојано, безбедноста кај граѓаните, реформи на безбедносните служби, се планира да профункционира новата национална безбедносна агенција, така да се очекуваат пакет од реформи во повеќе области со цел зајакнување и на безбедноста на државата од една страна, бидејќи тоа е една од обврските кон НАТО, но и имплементација на реформите во повеќе сегменти, особено со почеток во поглавијата 23-24 со Европската Унија, и тој пакет од реформски процеси ќе мора да биде убрзан и институциите најверојатно ќе бидат ставени под одреден позитивен притисок побрзо да ги раздвижат работите и следат брзи и квалитетни реформи од после изборите понатаму. Петровски. Рикер е добар познавач на македонските прилики. Он беше во 2 наврати во Македонија. Првата позиција како прес-секретар му е во време на студентските протести 97 година. Јас го знам од тоа време, знам дека зборува македонски. Сме разговарале повеќе пати за повеќе теми. Он беше претходно командант, односно во командата на НАТО за Европа, цивилна контрола. Значи, доста добро го познава НАТО и очигледно е дека сега се комбинира неговата НАТО позиција со влијателна позиција во State Department. Он е сега еден од 4-5 највлијателни луѓе во State Department. Сега само треба да видиме дали припаѓа на крилото на Хилари или на крилото на Трамп, бидејќи идеолошка борба со поизразени конфронтации од оваа во Македонија имаме во Америка. Америка е држава на раскрсница, во расчекор, како ќе се позицира глобално во наредниот период. Она што ја повеќе пати го нагласуваме дека во ред се нашите парадигматични зборувања за НАТО и за ЕУ, меѓутоа додека тоа да се случи, се смени и светската реалност и европската реалност, Британија ја напушти Европа и така натаму. Ако се стремиме кон одредени критериуми кои што треба да бидат во Македонија, добро, но и тие критериуми не се применуваат. Така што неговото доаѓање тука повеќе го гледам како диктирање на наредната агенда на нашите манчуриски кандидати во време на претседателските избори и мислам дека нема да има отстапување ни од кандидатот на Заев, ни од кандидатот на Мицковски во тоа како треба да се спроведе таа агенда. Очигледно е дека референдумското прашање беше да се смени името како замена за ЕУ и НАТО. ЕУ го добиваме, односно НАТО го добиваме, ЕУ ќе видиме. Значи и во прашањето само кое што беше нелогично имаше една смислена измама. Така што мислам дека во ред е ние да се стремиме кон одредени критериуми, но треба да бидеме отворени како општество за дебата. 100 пати кажав, ќе повторам и во оваа емисија. Треба да има дебата. Дали Македонија треба да биде во воен сојуз или треба да биде неутрална држава?
Ние нити имаме капацитет да напаѓаме некого, нити пак има некоја ниво на агресија во Македонија кон другите држави. Апропо да се дистанцираме од историските поделби на овие територии и така натаму, секој си ги знае, да не ги објаснувам во оваа емисија. Но тоа е едно. И второ, значи ја не сум видел во оваа држава дебата за Македонија во воената алијанса за 5 или 10 години или за Европска унија 5 до 10 години во смисол на критериуми. Како ние ќе ги примениме тука со непотизмот и вработување на секретарки од штабовите на СДСМ и така натаму. Рековме, ВМРО правело лошо, овие ќе прават подобро, ама за жал не е така. Примерите покажуваат дека се вработуваат синови, керки, снаи, внуци, добиваат од фондот за иновации. Извинете што ќе употребам тврд термин за глупости, а не за иновации. Значи, во таа насока ја не гледам реформа. Иако Ване вели дека амбицирано е да се фати реформа. Не гледам реформа. И затоа мислам дека повеќе Рикер дојде малку да ги стави у рамка и сега ќе почна да даваат откази, ќе враќаат од фондот одредени финанси и така натаму, за да се постави една слика дека имаме малку поидеална работа. Не е баш така. Знаете што, ја мислам дека за ова треба да има поширока дебата. Не ми се свиѓа кога сите разговараме НАТО, ЕУ и тоа е кај нас веќе дојде на ниво на една догма, кој што на времето беше за црквата или не знам за исламот или за христијанството, сега догмата е НАТО, ЕУ. Нема дебата. И јас секогаш кога ќе кажам различно мислење, сум стигматизиран дури што не ме раснат на крст. Еве, јас сум отворен секој за дебата, конструктивна и во интерес за доброто на нашата држава. Проблемот, зашто самите не успеавме до сега да создадеме силна држава, треба да отцрпиме во менталитетот кај одреден дел од граѓаните и кај функционерите, бидејќи функционерите доаѓаат од граѓаните, така? Од сите различни етникуми, некој дошол на функција. Сега, ако ја разврземе темата за причините за корупција или кој зашто и како постапува, е едно, но имаме еден факт. Ние немаме капацитет самите да седнеме и да направиме нешто квалитетно. Секогаш имаме разногласие. Ќе ви дадам два конкретни примери. Во времето дека бев директор, по препораки на Совет на Европа, беа сменети повеќе од 10 закони од целокупниот систем за спречување перење пари, кои што се покажа и ефикасни и ефективни, па на крајот имплементацијата на тие закони доведе да влезе во немилост. Но системот профункционира во тој сегмент. Но главното образложение беше затоа што Совет на Европа инсистираше, односно комитетот Манивел, да бидат променети тие закони во тој и тој дел. И профункционира системот. Реално, владењето на правото во тој дел беше на завидно ниво. Уште еден пример. На моје инсистирање, 2008 година, иницирав еден состанок кај тогашниот министер за информатичко општество Иво Ивановски со цел да аплицираме, да и помогнеме на финансова полиција преку европските фондови да добие донација хардвер и софтвер. Беше миниран тој состанок, не дојдоа другите директори од кои што се под Министерство за финансии, значи директорот на Царина тогашниот Каргов, не дојде Горан од УЈАП, не дојде ни самиот директор на финансова полиција и останав јас со министерот сам на состанокот. Од таму се изнервирав прилично и побарав некоја документација и препораки од ЕУ и најдов една препорака од 2003 година дека Македонија мора да има национална база за криминалистичко разузнавање. Многу поголем проект. И побарав состанок кај Моника Макове. На тој состанок Моника Макове вели што бараш од мене? Велам поддршка, затоа што јас ако иницирам како младо директорше од Чифлик, никој нема ниту да дојде, ниту ќе ме слуша. Вака на наше ние ќе ги дадеме сите насоки, еве што треба да се направи. Ние го правевме прашалникот до другите институции за базите на податоци. Се собраа. Ние иницииравме да се соберат авторитетите од сите институции, значи од МВР, од обвинителството, од сите инволвирани во тој процес, во хотел Арка 2 дена за да се договори македонскиот синдром, односно говорам за од Република Македонија синдромот, имаше представници функционери од сите етнички и повеќе етнички заедници, кој колку да даде од својата база кај другите увид, а пошто никој не даваше увид, а секој бараше што поголем увид во таа национална база. Тргна проектот, на крај кога виделе дека
2010 јас го напуштив тој управен одбор заедно со се функцијата која напуштив и бев запрепастен кога бев уапсен, кога требаше да давам отисоци врз Бојана Кондури, она како во 45-та година, и баш го прашав кримтехничарот, тоаш добро, нели имаме национална база за криминичко разузнавање, биометриски треба да давам отисоци. Ми вели, вие од кај знаете тоа? Викам, бев управен одбор случајно и моја идеја беше, но тоа е тоа. Да, добро. Така да, поентата ми е, ние самите никогаш не можеме да се договориме доколку немаме стандарди кои што произлегува дали од препораките од Европската Унија, дали од одредени препораки поврзани со безбедноста и поврзани со НАТО. Затоа, бидејќи немаме капацитет самите да изградиме институции, ова ќе ни биде добредојдено да изградиме силна држава, безбедна држава, која што ќе биде дом на нашите деца во иднина. Да. Може Да, имам уште минута до две. Македонија реално нема дебата за НАТО. Мислам дека една од главните причини е присуството на тоа прашање во сите политички кампањи. Мислам, кај нас е отворен пазарот. Јас знам дека треба. Јас сум за. Значи немам дилема за тоа. Мислам дека бар во делот на разузнавање и безбедносниот систем ќе биде многу поцврст, поинституционален со самото влегување во НАТО, затоа што некои системи се поврзани, но во Македонија не е забрането да излезе политичка партија да каже јас сум против НАТО. Собереш гласови, брат, нема тука дилема. Значи не е... Што ќе каже НАТО, излезете си. Не. Ќе каже, ај слободно одете Нема, си. значи од НАТО, Да. НАТО имало, Франција не излегла, па нема Македонија да може да излезе. Франција е нуклеарна сила. Ама значи може да се И излезе. со Сега ти право кажам, на вето ја во немам дилема дека овде сите луѓе се за НАТО од разни мотиви, причините се разни, некои Анкетите. не, значи имаш ти во најголем антинато движење ти е у Солун, но тие се во НАТО. И грците се за НАТО, а има движење во Солун кој е против НАТО. Тоа не значи дека општеството овде е против НАТО, затоа што НАТО има своји бенефити. Кај нас, кај тие што се против НАТО се инсистира на маните. Се не може да се инсистира на маните кога бенефитите се огромни. И не е случајно што целото општество кај нас е за НАТО. Така да ја немам дилема дека овде најголемиот број на граѓани е за НАТО, ама ти велам, на избори, еве имаме една политичка партија ми нели се парламентарна, која е против НАТО. Ако толку многу граѓани се против НАТО, ќе ја изгласаат на наследните избори, ќе се формира влада и ќе го смени курсот. Мада тоа малце потешко дека. Тука ја завршуваме вечерашната дебата. Филип имаше забелешка дека многу ретко те викаме. Да. А јас имам забелешка во однос на еден твој пост на социјалните мрежи. Сериозно ти забележавме како медиум, бидејќи бевме... И прифатена е забелешката. Ја прифаќам забелешката, не се однесуваше на вас. Тоа беше пресконференцијата кога ги објавивме фалсификуваните образци. И лично сметав дека треба преку јавноста да предизвика интерес од државните институции што треба да реагираат. За жал не реагира. Дерковски рече дека ја треба да докажувам, ја не мислам дека треба да докажувам. Јас треба да покажам и вечер во исто во емисијата покажав. Со статусот реагирав кон контролата на медиумите, но не мислев на вас. И еве можност да го исправиме тоа ако сметате дека е неправда. Социјалните медиуми, да, сметаме дека бидејќи само нашиот микрофон беше на масата од пресконференцијата. Сега компензиравме ли доволно? Не, ова е во прилог не е суетна забелешка, него туку во прилог дека сепак тие медиуми како нашиот што сме одлучени да бидеме отворени, секогаш подготвени за дебата, сакаме и принципелен однос и од другата страна. По тие причини. Значи не се однесуваше на вас. Да, готово, го кажавме тоа. Продолжуваме со соработка. Може ќе ме викате и почесто, ќе видиме. Мислиш дека ќе успееш да ги собереш потребните подписи? Не, но ваква констелација и 50.000 подписи ќе бидат избришени. Мислам, очигледно е дека се работи за фингирање на бројките. Петровски... Па и двојник имам, ви кажам. Да, го спомнавме и тоа. Петровски, Цветанов, Муслио, ви благодарам на сите тројца. Вам, почитувани, ви благодарам за вниманието, од мене пријатно.